Денеска православната црква ги празнува Светиот Алексий, човек Божи, и светиот маченик Марин. Светиот Алексий, човек Божи. Различни се патиштата по кои Бог ги води оние што сакаат на него да му угодат и законот негов да го исполнат. Во времето на царот Хонори во Рим живеел високиот царски достоинственик Ефтимијан, мошне угледен и мошне богат. И тој и жена му Аглаида богоугодно го поминувале животот. Иако бил богат, Ефтимий седел само еднаш дневно на трпеза и тоа по заидувањето на сонцето. Имале син единец овој Алексий, кој кога пораснал бил принуден да се ожени. Но тој истата таа ноќ ја оставил не само жената, туку и домот на својот татко. Седнал во лагја и дошол во градот Едеса во Месопотамија, каде што бил прочуениот лик на Господа Исуса, испратен од самиот Господ на царот Авгар. Поклонувајќи му се на тој лик, Алексий се облекол во питачка облека и како питач живеел 17 години во тој град, непрестајно молејќи му се на Бога во припратата на црквата Света Богородица. Кога тука се прочул како богоугодник, се уплашил од човечката слава и си отишол оттаму. Седнал во една лагја да оди во Лаодикија, но по Божја промисла лагјата била занесена и допловила дури до Рим. Сметајќи го тоа како прст Божи, Алексий намислил да оди во домот на својот татко и како непознат тука да го продолжи својот живот и подвиг. Таткото не го познал, но од милосрдие му дозволил во неговиот двор во една визба да живее. Тука светиот Алексей поминал уште 17 години, живеејќи само со леп и со вода. Злоставуван од слугите на разни начини, претрпел се до крај, а кога му се приближил крајот, тој напишал една хартија, ја стегнал во раката, легнал и издивнал на 17 март 411 година. Тогаш се случило едно откровение во црквата на светите апостоли во вид на глас што рекол во присуство на царот и патриархот: побарајте го човекот Божи во куќата Ефтимијанова. Царот со папата и сета придружба дошол во куќата на Ефтимијан и по долго распрашување дознале дека оној питач е тој човек Божи. Кога влегле во неговата визба, го нашле мртов, но во лицето светол како сонце. Од онаа хартија родителите негови дознале дека тоа е нивниот син Алексий и невестата која 34 години живеела без него, дека тоа е низиниот маж и ги обзела сите неизмерна тага и мака. Но потоа се утешиле, видувајќи како Господ го прославил својот угодник, зашто со допирот до неговото тело се лекувале мнозина болни и од телото му потекло благоухано миро. Телото му го погребале во ковчег од мермер и смараг. Главата му се наоѓа во светата лавра на Пелопонез. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти, алилуја.
мертвих поющия ти. Аллилуйя. Спаси ни, Сине Божий, воскреси из мертвых, поющия ти. Аллилуйя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Единородный Сине и Слове Божий, бессмертен си, и изволиви спасения нашего ради, воплотитися от святия Богородицы и присно Деви Марии, непреложно во человечивися, распнися же, Христе Боже, смертью смерть поправи. Един си святия Троиці, спрославляеми Отцу и Святому Духу, спаси нас. Светиот маченик Марин бил војник, не само што не сакал да им принесе жртва на идолите, туку од други принесените жртви ги растурил и со нозете ги изгазил. Поради тоа бил мачен и исечен во 3 век. Некој сенатор Астери, облечен во скапоцена бела облека, го гледал страдањето на светиот Марин и толку се воодушевил во верата во Христа, кој толкава храброст им дава на своите следбеници, што самиот го зел телото на маченикот на својот грб, го однесол и честно го погребал. Видувајќи го тоа, незнабожците и него го убиле како христијанин.